Моето прашање е до Министерството за енергетика, односно конкретно до министерката Сања Божиновска, но како и секогаш не е тука. Заменик министерот, господинот Мирослав Лабудовиќ, ако не се лажам, така. Добро. Би сакал да биде министерката тука барем на овие прашања, кога најавуваме дека на неј се ќе има прашање. Ајде, разбирам на редовните. Како и да е. Почитуван министре, денес претходно расправите со министерката како заменик министер, претпоставувам сте ги следеле, и денес нема да зборуваме за правилниците конкретно на регулаторната комисија за енергетика, кои патем се нетранспарентни и несогласно законот. Нема да зборуваме ни за тарифи, блокови, ниту за формули кои што регулаторната комисија исто така не ги објавува јавно, тоа не кажува по која методологија се стигнати до нив формули со која ја пресметува цената на електричната енергија. Туку ќе зборуваме за одговорноста за високата цена на електричната енергија, односно кој ја сноси таа одговорност. Прво, да ги кажам фактите за моделот кој што Министерството го одржува во живот, имено домашното производство на електрична енергија опаѓа. Ние увезуваме значителен дел од електричната енергија. Од друга страна, државната компанија ЕСМ, која цена на производство на електричната енергија е некаде околу 115 евра по мегават час, поправете ме, 110 ли е? 103, ќе го прифатам вашето, 103 евра по цена мегават час. На EVN Home, на приватната компанија, оваа електрична енергија ја продава по околу 65 евра по мегават час. Каква е оваа логика тука? EVN, од друга страна, само во првиот блок, кој што е најефтин, на потрошувачите им продава по околу 72 евра мегават час, што е повторно повисока од она што по која ја купува од ЕСМ. Исто така, ако се земе во просек, некаде од сите блокови, EVN Home, приватната компанија, ја продава електричната енергија 90 евра за мегават час. И со тоа генерира огромни профити. ЕСМ, од друга страна, поради ваквата политика, се задолжува, бележи долгови, па некаде мислам дека сега се околу 300 милиони евра. Инвестициите во енергетиката, како што гледаме, опаѓаат, само се во најување, или пак се вараат приватни инвеститори, приватњаци и тоа странски, кои што ќе ги запоседнат нашите капацитети. Да подсетам дека регулаторната комисија не е одговорна само за електричната енергија, одговорна и за другите енергенси. Например, нафтените деривати се менуваа за секои 2 недели, кога берзите на нафтата покажаа нестабилност, регулаторна комисија донесе одлука промената на цената на нафтените деривати да се менува постојано во зависност од берзанските промени. Ова им даде буквално отворени раце на приватните компании да си ги диктираат цените. И таа одлука е уште во сила и е во директна корис на приватниот интерес. Одлуките на регулаторна комисија за енергетика практично ги колабираа јавните предпријатија, особено оние кои вршат водоснабдување, бидејќи се големи потрошувачи на електрична енергија, набавуваат електрична енергија на слободен пазар преку снабдувачи, заедно со да биде по јасно, снабдувачи се приватни компании со по 1-2 вработени, кои што на оваа цена ставаат дури по 20-30% маржа и потоа ги продаваат, значи приватен интерес, продаваат електрична енергија на јавните предпријатија кои се од јавен интерес и на овој начин трошокот на јавните предпријатија, односно на
државата, на граѓаните, станува огромен и тие се заглавуваат во долгови. ЕСМ продажба, дали не може, например, ЕСМ, или зошто тоа не го прави, директно, ако не може веќе универзален снабдувач да биде, барем да ги снабдува со електрична енергија јавните предпријатија по цена на која што ја продава на Евено Хом. Одговорноста од друга страна на Министерството се губи. Таа Министерството ја креира енергетската стратегија, политика, ги предлага законските решенија, ги превзема обврските кон ЕУ, ја поставува методологијата, ги именува на некој начин и членовите на регулаторна комисија, но кога цената расте на енергенсите, изговорот дека тоа го пресметала регулаторна комисија за енергетика. Дополнително, да ве потсетам дека со регулативите кои што како чоколад са ги јадеме од ЕУ, најверојатно до 2027 година ќе треба да ја изедначиме цената на електрична енергија со берзанската. Тоа значи ќе има редовни покачувања, тоа значи повлекување на државата од директното влијание врз цената на електричната енергија. Но овие обврски ги презема Министерството и кога тие ќе се реализираат, повторно, предпоставувам, ќе слушнеме регулаторна ја утврдила цената. И сега доаѓаме до суштината. Енергетиката не е, како што гледаме, не е обичен пазарен сектор. Значи, таа не смее да биде стратешки сектор и од таму не смее да биде оставена во приватни раце. Тоа е национален интерес и тоа според мене од прва категорија. Од тука не може да биде одговорноста расцепкана помеѓу Министерството и независен регулатор. Не може политиката да биде владина, а последиците да бидат регулаторни. Ме разбирате? Зато за ова плаќаат на крај граѓаните. И по сето ова, јас би сакал да ве прашам, дали, почитуван министре, вие може да ми кажете барем еден логичен аргумент зошто воопшто постои регулаторната комисија за енергетика, освен како во нејзината улога за тампон зона помеѓу извршната власт и јавноста за амортизирање на одговорноста за катастрофалната енергетска состојба во Република Македонија. Благодарам.